Добро знаете дека овој термин е резервиран за нашите гости. Нашата тема за денеска е во врска со наградените училишта на конкурсот за најбезбедно и најчисто училиште во Македонија. Основното училиште Рајко Жензифов го доби третото место на овој конкурс, па затоа директорот на училиштето господин Рамо Биберовик, заедно со педагогот Марија Стојановска и наставничката Орданка Петковска, која е координатор на ЕКО проектот, ни се тука во студио да ни кажат нешто повеќе за ова. Добро утро и добро ни дојдовте по втор пат. Добро утро до сите гледачи на К1 телевизија. Добро утро до сите присутни во студиото. Нека ни е среќен и успешен работниот ден. Голема благодарност до вашава телевизија за укажаната можност да гостуваме во утринската програма. Господин Биберовик, јас ќе го започнам разговорот првично со вас. Вие како директор сте повеќе години на чело на ово училиште, па нема да погрешам ако ве прашам за значењето на соработката помеѓу наставниците, учениците и нивните родители во образовниот процес. Општинското основно училиште Рајко Жензифов со својата работа започнува во далечна 1972-73 учебна година, значи обстојува 44 години. Во овој период поминале голем број на генерации, успешни генерации кои што навистина со ними се гордееме. Во поглед на она што значи нашето секојдневно работење, нашата соработка на релациите училиште, родителски дом, родител, ученик се навистина на едно завидно ниво кое што дава резултати во поглед на нашето секојдневно работење во рамките на редовната настава, во наставните активности, во одредени припреми, во одредени акции, манифестации и така натаму. Сме задоволни од соработката, од помошта која ја примаме и од се она што можеме да го имаме како позитивна пракса, да се гордееме со неја и да ни биде навистина една убава инспирација, убав момент за успех во нашата намера да воспитуваме и образуваме млади генерации. Изборот за најбезбедно и најчисто училиште го изврши стручна комисија формирана од Министерството за образование и наука. Вие бевте добитник на третото место на овој конкурс, па ве кажете ни нешто повеќе како се здобивте до ова место. Така, најпрво добро утро и од мене. И поздрав до сите гледачи на К1 телевизија. Особено ни е драго и чест повторно што сме гости на оваа емисија и пред се затоа што имаме едно значајно и битно дејност каде што е реализирана активно значи во нашето училиште. На кој начин дојдовме до ова трето место за избор за најбезбедно и најчисто училиште? На почетокот се појави јавен оглас, значи јавен конкурс од страната на Министерството за образование и наука, каде што континуирано веќе трета година поред се појавува овој конкурс. Ние учествуваме втор пат, значи за оваа учебна година и сме добитници на трето место на ниво на држава во рамките на основните училишта и посебно се благодарни сме и ние посебно чест затоа што ние континуирано извршуваме нашата дејност и со тоа им овозможуваме на учениците да имаат едно безбедно и сигурно место за работење и за учење, каде што ги стекнуваат и поголемиот број на вештини, на знаења од страната на наставниците. Значи континуирано ние си работиме за одржувањето на ова најбезбедно и најчисто училиште. И сега после јавниот конкурс, огласот, аплициравме со определена апликација во која што ги исполнувавме критериумите кои што беа побарани од страната на Министерството за образование и мисијата на ОПСЕ. Таа апликација беше подполнета и доставена значи до Министерството. Истата беше подкрепена со најмалку 3 фотографии за еден одреден критериум податок кој што беше побаран од нивната страна. После одредениот период не посети стручна комисија да направи личен овид во просториите на нашето училиште и по одреден период бевме известени во јавноста дека сме добитници на трето место како најбезбедно и најчисто училиште. Така, споменавте критериуми. Кои критериуми училиштата треба да ги исполнуваат пред се да конкурираат од овој вид на конкурс? Постоја доста голем број на критериуми кои што треба да ги исполнува училиштето. Прво е да бидеме еко училиште, односно да постои интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем,
Како еко-училиште ние сме добитници на 3 зелени знамења. Се реализираат и доста голем број на проекти во нашето училиште за здрава исхрана, значи за разрешување на конфликти, за соработката со родителите. Сето тоа допринесува да бидеме едно безбедно и најчисто училиште. Поголем број од критериумите кои што треба да се исполнат е да одржуваме зградата и здрава внатрешна средина. Значи, учениците да се чувствуваат безбедни и да биде средината чиста за да може да работат, како во училниците, значи во холовите и во самиот училишен двор. Како најбитни критериуми кои што треба да се исполнат е санитарно-хигиенските услови, односно еколошките услови, санитарно-техничките во односно на изградбата, значи на зградата. Доста уреден еколошки двор, поставувањето на поголем број на канти за отпадоци каде што се поставени на видно место. Битно е да се обезбедат безбедни и сигурни услови за работа во училиштето. Тука спаѓаат внатрешниот и надворешниот видеонадзор во училиштето, значи на училишниот простор. Обезбедувањето на кодексите на однесувањето на учениците каде што во нашите простори во училиштето се поставени на видно место, значи за сите вработени, за сите ученици на достапно место, како и за гостите каде што не посетуваат нашата институција. Битни критериуми е обезбедување на услови за заштита од елементарни природни непогоди. Значи имаме изработено интерен акт план каде што е поставен исто така на видно место во рамките на училиштето за во случај ако се појави некоја елементарна непогода или природна непогода за да изнајдеме начин за евакуација, за заштита на самите ученици. Имаме посебен влест и доста голем број на критериуми кои што треба да се исполнуваат за да може да се биде најбезбедно и најчисто училиште. Вие, госпоѓа Јорданка, можете ли да ни дадете информација за екопрограмата, што треба да се постигне за да се добие признание на училиште на еко-училиште и зелено знаме? Вака, нашето училиште со гордост го носи епитетот на еко-училиште и веќе по трет пат е добитник на зелено знаме. За да се случи сето тоа, најнапред училиштето треба секоја година да изготвува своја програма за работа на екопроектот, која што вклучува многобројни наставни и воннаставни активности. Целта на овие активности е да се вклучат што поголем број на ученици во истите и да се развие еколошката свест кај учениците и истите да се припремат за идни возрастни одговорни граѓани кои би сакали и почитувале својата животна средина. Во нашето училиште, освен во процесот на наставата, се реализираат различен тип на еколошки активности и акции, како уредување на училишниот двор, уредување на училниците, уредување на холовите, потоа различни собирни акции на пластика, хартија, реупотреба на овие собрани материјали, потоа се реализираат ликовни работилници во кои што се развива креативноста на учениците. Битно е да се спомене дека во сето ова големо учество имаат учениците, нивните наставници и во ова се вклучени родителите, кој што е многу значаен сегмент во развојот на децата и локалната средина. Сите овие активности е потребно и е пожелно да се афирмираат надвор од училиштето, се со цел да се покаже како идеја што се работи во училиштата, да се охрабрат децата за идни активности и секако да се прошири оваа навика во што поголем број и дел меѓу децата, возрастните и сите нас во оваа животна средина. Вие, директоре, за тоа што бевте трето наградени, веројатно добивте и награда за училиштето, па еве да кажеме со што се здоби вашето училиште. Награда најголема за училиште е оваа награда за прво награда е самото учество во проектот. Огромна награда е прогласување за трето место на ниво на Република Македонија за најбезбедно и најчисто училиште. Во поглед на она што значат награди, за нас значат еден пострек, едни крилја за еден понатамошен успех на училиштето на сите останати полиња. Во поглед на она што следи како награда, секогаш се прашуваме, награда признание за второ и трето место на ниво на основни училишта ќе бидат обезбедени од страна на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Така. Вашето училиште има многобројни екоактивности, па еве да кажеме дел од нив. Вие како еко-координатор, може да кажете?
во изминатиот период последно беше организиран еден конкурс кој што беше со помош на Тетра Пак амбалажа. Веќе 2 години учениците од нашето училиште, секако заедно со своите наставници, учествуваат на овој конкурс. Целта на конкурсот е со помош на Тетра Пак амбалажа да се изработат уметнички дела. Сето ова овозможува да се развие креативноста кај учениците, нивната инвентивност и исто така да се научат да го селектираат и да го реупотребуваат веќе искористениот предмет, како што веќе спомнав, Тетра Пак амбалажа. Во училиштето беа организирани неколку тима на наставници со групи ученици кои што учествуваа. Пред да се случи финалниот избор, во училиштето се направи избор на 3 изработки кои што беа пратени во Скопје во ОХ организацијата. Бевме учесници дента кога беше прогласувањето на наградите. Учениците се здобија со пофалници и сертификати. Оваа учебна година не земавме некое посебно место, но тоа не значи дека следната училишна година нема повторно да аплицираме и да направиме нешто креативно и ново. Така. Добро знаеме дека еколошката програма треба да е дел од секој наставен предмет. Вие како екокоординатора воедно и како наставник, што ќе ни кажете за ова конкретно? Од неодамна ОХ организацијата во соработка со Министерство за образование и наука во секоја наставна програма го вклучи и еколошкото образование, односно се случи интеграција на еколошката едукација во образовниот систем. По-конкретно тоа значи дека на почеток на секоја школска година секој наставник има обврска да го вклучи еколошкото образование во наставниот предмет кој што тој го предава. Значи, поедноставно би можела да кажам дека еколошката едукација или развојот на еколошката свест кај децата може суптилно да се извршува секојдневно, значи да се развиваат навики на децата, да се даваат примери конкретни на децата кои што би станале нивна желба, потреба и навика во секојдневното живење. Би споменала еден пример, еве, едноставно наставникот по математика или на часот по математика може да се извршат одредени мерења, проследување на состојбите, да се проследи потрошувачката на електрична енергија во одреден период или потрошувачката на вода во одреден период. Наставникот по информатика или при работа со компјутери учениците можат да изработат одредени флаери кои што ќе ги поделат помеѓу локалното население, кои што ќе дадат одредена информација за некој значаен еколошки ден или настан. Наставникот по мајчин јазик може со своите ученици да даде извештај, да подготви извештај за веќе спроведените еколошки акции. Наставникот по ликовно може со учениците да направи некој уметничко дело кое се однесува на чиста животна средина. Значи, мислам дека споменав доволно примери во кои што може да се каже дека постои изобилство од прилики и начини како на децата еколошката свест може да им се развие, да им се поттикне и тоа да стане составен дел од нивниот живот. Така. Директора, да ја смениме малце темата, заврши екстерната проверка по двата предмети на 11 јуни. Како поминавте на овие тестирања? Колку сте задоволни вие како директори, секако од прашањата и дали помина се во најдобар ред? Екстерното тестирање во нашето училиште ги офати учениците од 4 до 9 оделение, 118 ученици во два термини, на 7 и на 10 јуни. Во периодот на спроведувањето на екстерното проверување на учениците се помина во најдобар ред со некои ситни мали забелешки кои што беа отстранети на самото место со помош на комисија за спроведување на екстерното и администраторот задолжен за училиштето. Така да можам да кажам со ведро лице и радосно дека екстерното тестирање помина безпрекорно, без никакви тежини и никакви оптеретувања. Резултатите кога ќе се добијат од 4 до 9 оделение, тогаш ќе се направи подетална анализа, споредбена анализа на постигнатиот успех од екстерното проверување на учениците. Така, резултатите за учениците од 9-то оделение беа објавени на 13 јуни, поради тоа што се уписите во средно училиште. А на 17 јуни, поточно утре, ќе бидат истакнати резултатите за сите останати. Очекувате ли вие добри резултати од вашите ученици во вашето училиште?
Гледано по досегашното искуство и досегашните наши пратења и следења на резултатите постигнати на екстерното и резултатите постигнати во редовната настава, споредбено отстапки нема. Некои помали се приметливи, но отстапките кои што се драстични, кои што може да влијаат на општо на успехот на ученикот, па и на професионалниот и развој на наставникот, немаме. Прва година се случи една таква случка, но тоа беше неискуство, непознавање на самиот систем и сега веќе немаме такви тежини. На второто, на третото не приметиме дека има одредени тежини во поглед на прашањата, на спремноста на учениците и очекувам се да помине во најдобар ред. Така. Би сакала исто да ве прашам колку првачиња се запишаа во вашето училиште во оваа учебна година што ни претходи 2016-2017, затоа што чинам дека на 31 мај завршија уписите. За учебната 2016-2017 година, заклучно со месец мај, запишани се 19 ученици од районот на нашето училиште, на основа на списокот добиен од надлежните служби, како и од она што лично познавање на самиот реон кој што го офаќа нашето училиште. Од претходно стекнато искуство можеме да кажеме дека имаме случаи со самиот старт на учебната година, првите денови од месец септември, да имаме запишување уште на по некој ученик кој што е роден во некоја друга општина, поблиска или подалечна, како и повратници од странство. Нашето училиште е спремно да ги прифати сите ученици кои што ќе изразат желба да се запишат во нашето училиште. Така. Вие, Марија, како педагог, ќе ни кажете дека повеќето од најавените проекти, но и досега успешно спроведените, ги работите со помош на организации како домашни, така и странски. Колку се битни овие релации за да ги реализирате замислените цели? Вака, значи најпрво сакам да укажам на тоа дека во нашето училиште континуирано се реализираат поголем број на проекти. За да постои успешна реализација, потребно е да има и одлична соработка. Значи, треба да постои соработка најпрво со Министерството за образование и наука, па потоа да постои соработка, значи, внатрешно со локалната самоуправа, значи, со представникот просветниот инспектор, со државниот инспектор, значи, но најголема потреба за да имаме добра реализација на проектите треба да постои внатрешна соработка, односно соработка помеѓу наставниците кои што се тимови определени за реализација на овие проекти. Значи најчесто за секој проект се има определено координатор и тим каде што ја реализираат активноста на сите проекти. Кај нас континуирано се реализираат. Имаме доста голем број на проекти кои што континуирано и текомно во проследователни 2-3 години се реализираат, меѓутоа секогаш се вклучуваме и во новите проекти каде што се појавуваат во текот на учебните години. Како најдобро познати проекти каде што текомно сега се реализираа во оваа учебна година, можеме да истакнеме за МИО проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Битно и значајно е сега овој новиот за најбезбедно и најчисто училиште, каде што и понатаму ќе го следиме и континуирано ќе работиме на овој проект. Заедничка грижа за правилно насочување на учениците, тука и многу битно еко училиште, еко пакет, каде што ние сме добитници на трето зелено знаме и представа голем успех за нашето училиште како институција. Нов проект е вештини во адолесценција, каде што и тој континуирано во оваа учебна година се спроведуваше. Со читање до лидерство, рано изучување на германскиот јазик, каде што е проследователно неколку години веќе се реализира овој проект, каде што е влезен во редовната настава подкрепен од Гете институтот, значи овој проект и доста голем број на многу други проекти каде што континуирано ги реализираме, меѓутоа и понатаму ќе се спроведуваат заедно со воведувањето на нови проекти каде што ќе следат во текот на следната учебна година, кои што се организирани од страната на Министерството за образование, како и на голем број на невладени организации, странски организации и така натаму. Колку медиумите придонесуваат за промоција на вашите активности во вашето училиште? Медиумска промоција на активностите на нашето училиште е задоволителна. Голема благодарност до вашава телевизија, до К1 телевизија, за досегашната ваша ангажираност во промоција на училиштата
основни и средни, особено за нашето училиште. Сме благодарни и која што соработка и промоција се надевам ќе продолжи и понатаму. Голема благодарност и до МТВ1, до порталите, локалните радија и сите оние кои што не следат и пратат и ја информираат јавноста околу нашите активности и нашите успеси во нашето работење. Со тоа ни помага да сепак нашава работа биде отворена, јавно прикажана и се она што е убаво да се чуе и да се знае, а она што сепак се прави како одреден недостаток, ќе го надополнуваме со укажување на сите добронамерни луѓе. Така, и како за крај би ве прашала, веројатно спремате нови проекти од септември, во годината учебна што ни претходи од септември. Ќе ни кажете ли, ќе ни откриете ли кои проекти ќе се реализираат од септември? Добро, ќе одговорам јас на ова прашање. Со сите проекти кои досега обстојува во училиштето и наредна учебна година ќе продолжиме активно да се вклучуваме во рамките на своите можности. Ќе ги прифаќаме сите оние позиви за учество во проекти, надпревари, смотри, акции, што се во интерес на училиштето, на учениците пред се, родителите и вработените во училиштето. Проекти за наредна учебна, како што кажавме и пред малку ги спомнаме, скоро сите тие проекти ќе продолжат и ова наредна учебна година. Особено би ги истакнал професионален и кариерен развој на наставниците, еко пакет, еко училиште, МИО проектот, особено за МИО проектот меѓуетничка имплементација во образование. Доста актуелен е во сите училишта, посебно и во вашето. Кажете ни. Па околу ова би кажале последно една баш радосна вест, сме добитници на награда од 50.000 денари за потребите на училиштето, која што награда заедно со другото училиште, партнер училиште од нашиот град, Благој Кирков, ќе се спроведат активности на почетокот на наредна учебна година во поглед на заедничко спроведување на активности со родители, ученици од двете училишта од различен етнички состав. Така еве и би ве прашала уште нешто, каква ви е соработката со училиштата од општина Велеса и пошироко? Имате ли добра соработка? Соработка со основни и средни училишта е перфектна и сум презадоволен и нема училиште кое што би истакнал дека нема соработка. Тоа не е својствено за училиштата од нашиот град, па да спомнам исто и за училиштата од општина Чашка. Секогаш ни се на располагање, секогаш ни се гости за активностите, секогаш се активно вклучени во нашите активности, оние активности кои што ќе процениме дека е од заеднички интерес на сите нас. Така. Јас ви благодарам за вашето гостување. Ми беше чест и задоволство што разговаравме токму на оваа тема. Се надевам дека ќе бидете повторно дел од нашата утринска емисија. Нема да ми замерите ако земам за право да истакнам дека во секојдневно наше работење постојано и разновидна поддршка добиваме од градоначалникот на општина Велес господин Славчо Чадиев, од Советот на општина, од стручните служби на општина Велес, од Биро за развој на образование и подрачна единица Велес, од општинскиот и од државниот просветен инспектор, и од се срце им благодарам за помошта. Ако не била нивна помош, успехот сигурно не би бил во овие рамки како што е сега. И на крајот еден поздрав, голем поздрав до сегашните идни родители на ученици да вложуваат во образованието и воспитанието на своите деца. Тоа е иднината. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ние во продолжение ќе ги проследиме рекламите, а веднаш потоа се враќаме во студио.